Процесот на преговори за членство во Европската унија, односно прилагодувањето со законодавството и правното наследство на ЕУ е поделено во многу поглавја, по конкретно 35 или по новата методологија во 6 кластери, од кои што едно од поглавјето е поглавјето Царинска унија. А зошто е тоа многу важно за нас како Царинска управа и воопшто е затоа што Европската унија е започната како Царинска унија, а она што го доживуваме денес е политичка унија и од тој аспект многу законодавството и процесите на прилагодување и хармонизација на нашето законодавство значи дека има многу висок степен на закони, регулативи, прописи кои што ние треба да ги усвоиме и да ги прилагодиме. Значи, како што реков, Царинската унија е една од клучните поглавја во процесот на преговори, бидејќи го опфаќа процесот на слободно движење на стоки и размената која што треба да се случува со земјите членки на Европската унија. Она што е најважно и што треба да се спомене за пошироката јавност е дека овој процес на реформи и прилагодување во суштина значи многу за нас како држава и за економските оператори, за граѓаните, бидејќи колку поблиску сме усогласени до европското законодавство и кон процесот на реформи, толку се поголеми погодностите за македонските компании. Со оглед на тоа што во вкупната надворешна трговска размена 65% од вкупната размена се случува со земјите членки на Европската унија и оттаму за нас е клучно да имаме што повисок степен на усогласување и што подобро применување на тие практики. Во процесот на прилагодување, односно во измените како е степенот процесот на преговори, во суштина се бара да се изврши законодавно прилагодување на административниот капацитет и на институционалниот капацитет. А во поглед на прилагодување на законодавството, ќе треба да се стремиме кон многу висок степен на дигитализација, која што сега имаме, меѓутоа ќе значи целосно укинување на хартијата и целосно безхартиено царинење, што во суштина во прилагодувањето за компаниите ќе значи намалување на трошоците, скратување на времето за увоз и извоз, што е бенефит, бидејќи тоа е неопходен услов кој што говора ЕУ и европското законодавство, висок степен на дигитализација. Во поглед на висината на царинските стапки, како што споменав претходно, ние сега имаме 100% усогласување со комбинираната номенклатура на ЕУ, меѓутоа во процесот на преговори ние ќе мора да ги прифатиме царинските стапки во висина кои што се еднакви со оние на Европската унија. Тоа што практично значи дека за определени производи ќе има понатамошно намалување на стапките на царина, што во крајна линија ќе значи поевтини стоки за граѓаните и поевтини суровини за компании. Така да во процесот бара големо вложување во поглед на интелектуален напор и на усогласување во процесите на дигитализација, набавка на софтвер, на хардвер, меѓутоа крајната цел треба да биде поголем пристап до пазарот на ЕУ и поголема можност за увоз и извоз. Јаглеродната давачка или воопшто целокупното законодавство исто така е дел од поглавјето Царинска унија, каде што е како дел од напорите за декарбонизација на општеството и на Европската унија е предвидено елиминирање на овие големите загадувачи, односно воведување на таа јаглеродна давачка при извозот, односно при увозот на стоки во Европската унија. А сега од 1 октомври македонските компании имаат обврска само да го искажуваат степенот на во наводници така кажано лоша енергија или енергија која што е добиена од јаглен, а од 1 јануари 2026 година ќе треба да во Европската унија е предвидено можност за 6 сектори да плаќаат јаглеродна давачка при увоз. Меѓутоа, тоа не треба погрешно да се разбере или компаниите да страгуваат, бидејќи во тој транзиционен период е предвидено доколку земјата, во конкретниот случај Северна Македонија, воведе систем за оданочување на јаглеродните емисии кои што потекнуваат од необновливи извори на енергија,
Таа давачка ние се наплаќа при улозот во Европската унија. Во овие периоди ние како држава имаме постигнато голем напредок во вкупното учество на производството на енергија кое што е од обновливи извори, односно Северна Македонија има постигнато висок степен на декарбонизација и воопшто ние како Царинска управа во тој процес на прилагодување постојано ги советуваме компаниите како да ги намалат овие ризици за да бидат подложени на плаќање на оваа давачка при извозот во ЕУ. Меѓутоа, на крај она што е важно да се каже дека сите тие напори придонесуваат воопшто за поголема употреба на зелената енергија, што во крајна цел би значило почист воздух, почиста животна средина со кој што ние сите настојуваме да бидеме, така да тој ефект треба да е трет воведено дел како еден вид водилка или насока за помош на земните кандидати за членство, за да се повеќе и повеќе ги следат тие трендови за декарбонизација во Европската унија. Големи се предизвиците од причина што се бара големо инвестирање, значи законодавството како такво е многу лесно, вие може да го се впишете, меѓутоа најголемот предизвик што го бара Европската унија и во процес на преговори тоа се испитува и на лице место е колку земјата, односно царината има капацитет да го спроведе тоа законодавство по сите практики. Така да најголем предизвик за нас, бидејќи ние не постоиме само за нас, туку за компаниите, државјаните, е процесот на дигитализација, бидејќи во ова ново економско обслужување ЕУ постојано бара дигитализација на сите постапки за увоз и извоз, елиминирање на хартијата, а след тоа да го користите, мора да имате партнер, односно тоа да се компаниите, економските оператори. Кај нас, со уредување на системот за електронска обработка на податоци, имаме висок степен на дигитализација, меѓутоа, сметајќи дека во тој процес ние сега сме некаде, имаме усвоено 3 системи од купно 11 системи што се IT на Европската унија во поглед на слободност движење на стоки и царината, така да тоа во суштина е за нас најден предизвик кој што ќе бара финансиски средства за инсталирање на тие системи и поддршка на компании. Најголемата предност која што често пати економските оператори, компаниите ја знаат, меѓутоа и не се свесни што ние имаме, и ги споменав овие 3 системи со тој процес на заврзана интеграција, ние дека користиме некои од системите на ЕУ, пред би го спомнал новиот компјутеризиран транзитен систем, како да сме земја членка, односно движењето на транспортните средства на камионите помеѓу Северна Македонија и помеѓу ЕУ се врши врз основа на тој европски транзитен систем. Односно, што тоа практично значи? Тоа практично значи дека еден македонски извозник со еден транспортен документ или транзитен документ кој што се отвара во нашава земја, може да извезе стоката до било која земја членка на ЕУ, без да вади никакви дополнителни документи. Тоа е најголемиот бенефит, бидејќи тоа го користат сите поголеми компании, бидејќи ние во областа на транзитот, тука исто така е од соседството и Србија, ние имаме транзитна царинска постапка исто како да сме членки на Европската унија. Втор таков бенефит што се користи е интегрираната тарифна околина, кој што е паримерен систем на Европската унија, кој што за компаниите возможува многу погодности во поглед на намалување на времето за увоз и извоз, бидејќи они ги користат тие погодности исто како да сме ние членка на Европската унија. Тоа исто така ќе се постигне со уведувањето на новиот едношалтерски систем, кој што постоечниот систем на дозволи за увоз и извоз ќе бидат електронски издавани и на тој начин компаниите ќе може да ги имаат тие погодности. Односно, во сегашниот процес на новиот план за раст на Западен Балкан и за брзаната интеграција кон единствениот пазар на ЕУ, она што ние треба да го направиме и што компаниите треба да го имаат предноста е што сега
Сите македонски компании при извозот во ЕУ не плаќаат никакви давици. Паренски збори, меѓутоа, се уште се насочени кон добивање на некои дозволи, сертификати, кои што со овој процес на прилагодување, односно со забрзаната интеграција кон единствениот пазар, ќе може да има меѓусебно признавање на нашите документи што за компаниите, односно елиминирање на некој вид на нецарински бариери, ќе значи уште поголем пристап. Да не заборавам, ЕУ е нашиот најголем трговски партнер и ние во суштина мораме да ги правиме како царина сите напори за да компаниите имаат што полесен пристап до европскиот пазар и во поглед на увозот и во поглед на износ. Големи се погодностите и за царината и за компаниите. Пред се би сакал да кажем она што е важно во царината, ние во овој период имаме пристап до европските предпристапни фондови, така наречен ИПА. По изминатите 10 години се искористени некаде околу 35 милиони евра, кои што со европски пари се реконструирани граничните премини Табановце, Ќафесен, Блаце. Сега сме во процес на реконструкција на Маркова, отварање на Маркова нога, Делчево. Тие сите погодности, значи тие европски парични средства значат можност за побрзок проток на стоките и на патниците. ЕУ го нуди концептот на така наречени паметни граници, односно да во иднина со новиот компјутеризиран транзитен систем, стоките ќе влегуваат во ЕУ со така наречен QR код, односно вие веќе само имате на мобилен апарат, ќе го притакате QR кодот и на тој начин стоките, камионот ќе може да влезе во некоја земја што е членка на ЕУ. За компаниите, погодноста е што тие немаат никакви давачки во поглед на извозот кон Европската Унија, со процесот на овластен економски оператор и постапката за меѓусебно признавање, со ЕУ би било возможно да оние компании имаат статус на доверливи компании кои што е докажано дека ги почитуваат прописите во ЕУ, исто така нема да бидат подлежни на никакви дополнителни контроли, односно целта е да вие можете што побрзо да ги транспортирате стоките, во овој период кога се соочуваме со енергетска криза, со транспортни кризи, знаеме дека ние први соседни на ЕУ, тоа за компаниите ќе значи многу поголеми можности за нови пазари, за нови купувачи и за поголем економски раст и раст.